Поминаа 3 години откако Министерството за здравство го воведе електронскиот систем Мој термин. Тимот на Мој термин започна да функционира како една мала проектна единица за денеска да прерасне во посебна институција кадровски екипирана. Овој систем прерасна во бренд во областа на здравството во Македонија, но и во регионот, Европа и пошироко. Министерот за здравство Никола Тодоров истакна дека системот Мој термин не е само систем за закажување на прегледи, туку представува и најголема и најважна база на податоци, која е одлична основа за градење на здравствените политики. Во изминатите 3 години во системот се креирани над 1.835.500 електронски досија, односно 1.835.500 граѓани имаат електронски здравствен картон во рамки на системот Мој термин. Во овие 3 години вкупно 1.639.730 пациенти побарале вкупно 68.817.000 рецепти. Ова е бројот на издадени електронски рецепти во државата за овој период. 83% од нив се реализирани, додека за 1.728.700 пациенти биле креирани вкупно 20.911.000 електронски упати. Обемноста на системот ја покажува и неговата интегрираност со други системи. Овој систем е интегриран со над 70 софтверски компании, преку кои секојдневно пристигнуваат над 1,5 милион реквести или побарувања. Тодоров посочи дека според податоците од системот најчесто пациентите имале потреба од специјалистички услуги за интерна медицина, офталмологија и рентген диагностика. Само би напоменал дека системот Мој термин одамна како бренд ги надмина границите на Република Македонија. Системот Мој термин е веќе имплементиран и се користи во Република Србија и во 13 болници во Австралија. Има сериозен интерес за овој систем и од неколку други држави во регионот. Милана Ризанковски, проект менаџер на Мој термин, истакна дека во системот Мој термин се вклучени огромен број на модули кои што ја градат здравствената база на податоци, а најави дека наскоро ќе бидат воведени и нови. Сите овие податоци, значи сите овие модули креираат огромна здравствена анализа. Сите тие податоци Министерството за здравство ги користи за креирање на нивните здравствени политики. Така да доколку забележиме дека од одредена установа се препраќаат поголеми дел на пациенти по друга установа, тоаш може да се направи сериозна анализа за истото, односно се увиди во што е проблемот, дали тука недостасува апарат, дали недостасува доктор. Се преземат наредни проекти, како што е проектот на специјалисти или дисперзирана клиника, односно визитинг доктори од скопските клиники или од скопските болници посетуваат болници здравствени установи во внатрешноста на Македонија, каде што тие пациенти биле препратувани тука. Според податоците од Мој термин, во последните 3 години установата која што извршила најмногу прегледи е Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија, каде докторите во просек прегледале по 5000 пациенти.